Електричните возила ги наелектризираа кампањите за претседателските избори во Соединетите Американски држави кои ќе се одржат во ноември. Предходниот претседател и претендент да биде идниот Доналд Трамп жестоко ја нападна сегашната политика на промовирање на електричните возила, велејќи дека тоа е радикален план кој ќе го убие стопанството во сојузните држави каде автомобилското производство е развиено. Дебело поддржан од нафтеното лоби, тој тврди дека даночните иницијативи за купување електрични возила ќе се претворат во толкав долг за кој американците ќе платат со својата економска слобода. Како дополнителен аргумент се наведуваат парите што ќе мора да се потрошат на проширување на инфраструктурата за полнење, бидејќи солиден број американци немаат куќи со гаражи и паркираат на улица. Демократите се помалку гласни и во својата одбрана главно потенцираат дека потребата да се намали влијанието на штетните гасови врз климата ќе се нијансира со поддршка на домашната технологија во однос на конкуренцијата од Кина. Истовремено предложени се и нови порелаксирани прописи за просечната економичност на возилата кои ќе им овозможат на производителите и понатаму да пласираат големи потрошувачи на гориво иако во помали количини.